Сдружение во Порекаши е Сдружение на угостители од Република Македонија, кое што го формиравме со цел за подобро застапување пред институциите на системот и за реформи во областа на угостителство. Оно што сакаме да го кажеме е дека според Агенција за статистика во угостителскиот бизнес и услужната дејност во Македонија со полно работно време се регистрирани скоро 150.000 редовно вработени луѓе од вкупно 700.000. Бројот пак на лица вработени во овој сектор кои што не се редовно вработени, како на пример сезонски работници и студенти, се претпоставува дека уште поголем, со тоа што би било, да кажеме, од редовно вработените лица 1/3 скоро. Причините поради кои сме тука е нашиот нарушен углед пред граѓаните и отсутство на сериозни политики. Пред се, одговорно тврдиме дека нашата единствена цел е да се избориме за пристоен и културен живот за нас и нашите вработени. Оно што е уште позначајно е што ниту една власт до сега не го осознала и уважила фактот дека нашата дејност е ткиво кое комуницира и кое ги вклучува сите други дејности во земјава. Во нашите локали се склучуваат безброј бизнес сделки, се запознаваат и поврзуваат луѓе, значи сме некој тип на институција за социализација на луѓе. Ние сме ткивото кое ги поврзува илјадници граѓани, сме првото огледало пред гостите во оваа земја кога станува збор за промоција на потенцијалите на туризмот на Република Македонија. Исто така, ние угостителите решивме да се здружиме во ова граѓанско здружение, чија што основна цел е наше подобро застапување пред институциите за реформи во областа на владењето на правото со стратешка цел поттикнување на економски, локален, регионален и национален развој на Македонија. За ова да се постигне, бараме изготвување на национална стратегија која ќе ги опфати угостителите, хотелиерите и други услужни дејности, а во чие што креирање ќе учествуваат Министерство за економија, Министерство за финансии, Агенција за туризам, единиците на ЗЕЛС, односно локална самоуправа, Агенција за поддршка на рурален развој, образовните институции, домашни и странски експерти од сферата на туризмот, даночна политика и ние. И тоа ние не само како представници на угостителскиот бизнес, туку и како граѓани, како работодавачи и како активни и значајни членители во македонската економија, односно како бизнес кој што го полни буџетот со даноци, пензискиот и здравствениот фонд. Проблемите кои што ни пречат да се развиваме и обстојуваме се бројни низ годиниве, но како приоритетни во оваа фаза на почеток ќе нагласиме неколку како најприоритетни од кои што сме најзасегнати. Значи, прво би почнал со селективните и несразмерно високи казни од различни инспекции кои се надлежни за угостителскиот сектор, односно на инспекциите, односот на инспекциите најдобро го илустрира притисокот врз нас. Како што знаете, најголем процент од компаниите во овие дејности се микро или мали предпријатија и економскиот товар врз нас е неиздржлив. Секогаш кога буџетот е послаб, ние сме првиот таргет на инспекциите и се очекува од казни врз кафеани, кафулиња, ресторани и хотели да локални продавници да се полни буџетот. Ние немаме моќ нормално како големите компании, па затоа како слаби и необединети сме најчесто жртви на селективна и погрешна казнена политика. Затоа би сакале тука да се слушне овој проблем и да се ревидираат сите овие контроли и така натаму овие процеси, со тоа што можеби би се употребила европската регулатива во инспекцијските надзори. Бараме да престане исто така злоупотреба на полиција за инспекцијски контроли, присуство на полиција при инспекцијски контроли,
Само во Македонија сопствениците, вработените и гостите можат да бидат вознемирувани од цели единици инспекции во придружба на полиција без никаква најава, без налог од суд, како да сме криминалци на некој начин. Втора работа за која што е исто така битна за нас е неодржливата даночна политика, која го попречува развојот и наместо да го стимулира економскиот развој, го попречува. Покрај притисокот од казните, кои често се бројат во десетици илјади евра, ние се соочуваме со огромни даноци и давачки кои што не се во чекор со реалноста во која што обстојува овој бизнес сектор. Бараме од Министерство за економија и Министерство за финансии консултативни средби на работни групи од кај нас и од кај нив, на кои заедно ќе утврдиме фактичката состојба и ќе се креираат работни групи во насока на приближување на даноците и давачките до реалната моќ на угостителската дејност. Трета точка е со која што е голем проблем со кој што се соочуваме е немањето на кадар и затоа бараме ревизија на образованието во согласност со потребите на пазарот на труд. Сите релевантни меѓународни и домашни институции најголемиот потенцијал на Македонија го гледаат во туризмот. Услужните дејности и нивниот развој се суштински за ние да можеме да го подобруваме нашиот имидж и квалитет. И покрај тоа што ние вработуваме стотици илјади граѓани, Македонија не произведува работна сила која што е соодветна за потребите на угостителската дејност, што значи дека во две средни училишта и една висока образовна институција годишно искачаат околу 300 луѓе кои што исто така 300 до 400 кои што исто така дел работат во дејноста, дел одат надвор. Бараме итна вклученост на Министерство за образование и Министерство за економија за заеднички да најдеме решенија за подобри и поквалитетни услови услужни дејности кои што ќе функционираат во насока на подобрување на туристичкиот имидж на земјава и генерално економскиот развој. Четврто и исто важно е несоодветното работно време што ги умртвува туристичките потенцијали на земјата и туристичкиот капацитет го смалува. Скопје некогаш го носеше епитетот на најурбан и најпрогресивен град на Балканот, за денеска да се соочиме со да сведочиме на општа депресија. Причини за ова се несоодветни закони за работно време и лиценцирање на клубови, кабареа и објекти за храна. Бараме работни групи за ревизија на работно време со цел да допринесеме за живи и урбани градови кои ќе стимулираат и ќе помогнат да се развиваат и уметничките и културните дејности во земја. Значи време е за инклузивни политики, конструктивна дебата, бидејќи оно што ние го работиме не се сведува само на некакви права на нас кафанџиите, туку е на екзистенција на стотици илјадици семејства вработени во овој сектор и перспективите на економскиот просперитет на целата држава. Како што забележува Европската комисија при креирањето на своите програми за финансиска поддршка на земјата, нашата иднина на земјата е во храната, туризмот и обновлива енергија. Од тука невозможно е да се зборува за било каков економски развој без да се направи национална стратегија во соработка со институциите која ќе ги адресира и реши нашите проблеми како основна пречка за просперитет на Македонија. Со задоволство можем да изјавиме дека при првите контакти со одговорните лица во владата наидовме на големо разбирање и одличен прием. Се надеваме на уште поуспешна соработка со институциите и решавање на проблемите за доброто на сите граѓани на Република Македонија и на економијата секако. Оно што сакам да изјавам дека позади нас, позади Хорекашип, стојат адвокатско друштво Поленак и адвокатско друштво Колемишевски и партнери. Реалното работно време е да ни дозволат да работиме до 1 часот цело време. Значи да не го кратат. Зимско, летно, викенд да биде до 1 часот цело време. За да имаме време во тој саат да ги испразниме кафињата и да се држиме до прописите што ги бараат, до законите, за да биде навремено све завршено.
И за да печалите конечно. Молам? И за да печалите конечно. Да, секако. Тоа е само повеќе пари За за државата. вин-вин и за нас. ситуација. Времено кажат дека имате притисоци кога буџетот се празни во земјава, односно први сте вие на него. Дали досега како здружение сте се случили со партиски притисоци на партиска база или може промена на власт? Како здружение не можеме да кажеме тоа, пошто сме релативно нови, нели, неколку месеци и тоа поединачно, не знам дали би можел некој од членовите да каже. Сега за сега не можем да даеме таква. Фино би било да спомнем констатација. исто дека имаме од Битола Да. представник. Исто И имаме од Куманово малце задосни човекот тука е, пошто они си имаат собствена мала, да ја наречам, организација, здружение кој што функционира. Од На ниво на онаа општина Стопанска Битола. комора која што функционираше порано, па се угаси, они останаа како еден огранок кој што функционира, исто и Кумановскиот дел, така да и они се тука денеска со нас. Значи, името на Сдруженијето на угостители од Битола е Клуб Еснав, формирано веќе 2 години. Опфаќа околу 60 на правни субјекти на ниво на општина Битола. И сега додека се соочуваме со истите проблеми, па воспоставивме контакт со Сдруженијето од Скопје и се надеваме на решавање на нашите проблеми на ниво на држава. Значи, си поставивме исти цели, исти задачи, со цел подобро да функционираме сите заеднички. Тоа е тоа. Други прашања? Да. Дали знаете да кажете од поставка и колку тој закон ќе допринесе за хубаво бизнес? Законот е во постапка. Некаде после изборите ќе влезе најверојатно по некои наши информации и процедура и чекаме да биде изгласан. Со него се олеснуваат многу некои работи, се за сите да кажеме ќе се подигне сигурно прометот, а со тоа и плаќањето на данок. Треба да се нагласи дека ние не сме инволвирани како здружение во тој Ние не нов предлог да. закон. Значи, тој предлог закон го имаат направено 6-7 луѓе. Хотам од Охрид го има предложено Ние не тој сме закон и е инволвирани. прифатен во собрание. Одма може да кажеме дека не сме во целост задоволни со новиот предлог закон, но како што е предлог закон е окей за старт, така да сигурно ќе продолжиме и ќе бараме и на истиот тој мали дополни измени. Во која насока? Кои се забелешки? Да, кои се забелешките на предлог закон? Сега можда не е баш момент да се каже тоа, затоа што и ние не сме многу млади и имаме направено веќе неколку работни групи, кои што така да се уште немаме извадено најмал заеднички содржател, така да било што да кажам може нема да звучи озбилно. Али во секој случај законот новиот вика дека ќе може да се пуши на тераси. Новиот речи го па предлог закон. И На тераси. 30% внатре. Кај што И има тоа е можност. малце со внатре надвор, тоа е малце така не Недоискажано. доискажано е, ама Најдобро се врати стариот закон. Нема не закон. коментирам. Да. И ако може околу да има делот на даноците да ни кажете, нешто избарате на планирање на даноците, за да можете да работите, колку е во моментот Данокот да кажеме со кој што ние ги набавуваме производите е 5%, а плаќаме 18% за храната. Со тоа што ние би сакале да сериозна ревизорска компанија го изготви тој предлог, да видиме што е реално што може да се плаќа, како сите би плаќале и би имале вин-вин ситуација. Би имало државата би прибиле поише, инспекциите би имале помалку проблеми, сите би куцале, сите би биле стрекни и задоволни. Веќе имаме контакти со неколку озбилни куќи, како што е Гранд Тортон или други
кои што се спремни да помогнат заедно со Министерството за економија. Зборено е, значи најден на многу на позитивен одговор да седнеме да направиме една комплетна економска анализа од сите сфери. Значи збориме за ДДВ-то, збориме за работното време, збориме за показните, пошто све е тоа споено едно со друго. Има многу аномалии, не се аномалии, него многу нелогичности. Не може, например, една сладкарница да плати казна 2000 евра за ова и истото тоа да важи, например, за хотел. Александар Палас, например, се спомнувам. Така, има тие се нелогични работи кои што треба да се решат. Има многу закони кои што не у основа се за угостителство, ама не се допираат еден со друг, не кореспондираат и се сосема нелогични. Како што се казните, например, за невработен, ако ти фатат, например, непријавен, казна е 10.000 евра, а државата произведува максимум 400 луѓе годишно. Ние немаме кадар. Тоа ни е најголемиот проблем. Значи, пушењето е немал проблем, ќе има закон, ќе се донесе закон. Ние немаме кадар, Значи, нема си одат луѓе, немаме, инвестираме во луѓе кои што не знаат да држат тајнци, не знаат да ти донесе чаши. А државата не ни помага. Тој кадар работи за 200 евра, па дали од ваша страна е верно да работи тој кадар за 200 евра, млад човек кој само што искочил од факултет, магистар по професија, да дојде да работи кај вас како келнер за 200 евра. Дали мислите дека вие како работодавач го почитувате нивното искуство, нивната позадина? Логично прашање, апсолутно, одмак ќе ти одговорам со таа економска анализа, која ќе ја направиме сигурно за до нова година, ќе се види каде е негативната работа. Ја ќе одговорам одма со салата од рецимо 2 евра, нормално дека не може да земе келнер поише од 18.000 денари. Дали е тоа во ред? Не е во ред. Значи не е во ред. Не, тоа е состојба во државата, сакам да кажам. Меѓутоа, значи многу нелогичности има, ние сакаме да седнеме, да ги ставиме на маса и сега да дека биде полека да стане логично. и нашите примања не се како што очекуваме, така? Се разбираме, значи таа е ситуацијата во државата. Дека исто голем проблем е што како и све останато неплански се нема контрола од државата врз отварање на, да кажеме, по квартови, по населби на угостителски објекти како секаде у Европа. Значи, не може у еден кварт да има 100 локали и мора да има некаква контрола да се заштити бизнисот, плански да биде, да може на секој реон да се знае колку угостителски објекти од кој тип треба да има. Потреба од тоа. Тоа е најголемата потреба за да и бизнисот функционира. Барањето дали се спрадени официјално до владата, до Министерството за економија? Се уште не. Се уште не, затоа што ние сме разговарале, затоа се тука адвокатското друштво Полена, кој се тука и Колемишевски партнери, значи сето тоа мора да се склопи и да се даде во максимално, како да кажам, најпрофесионална форма. Значи тоа е работа, нас овој денешен речи го па прес е да се каже дека постоиме, што сакаме да направиме. Работните групи се формирани, не чека макотрмна работа, да све тоа го ставиме на хартија, да го ставиме во истите закони и да го понудиме на овластените институции државни, кои што морам да кажам дека едва и чекаат да дадеме убав нормален речекоп предлог кој што ќе донесе повеќе пари за нив автоматски и за нас.